Почитуван председател, почитуван министер, почитувани колеги пратеници, денеска отвараме еден значаен и одговорен процес на разгледување на уставното уредување на Република Македонија. И тоа го правиме врз база на увидени прашања и предизвици кои што низ досегашното искуство во функционирање на уставниот систем ни создавале проблеми, биле предмет на обсервација, анализи и препораки од страна на меѓународни релевантни институции или се прашања за кои што постои широк општествен и политички консензус во Република Македонија. Потребата од надградба на Уставот на Република Македонија во различни сегменти постои. Она што е одговорно е тоа да го правиме врз база на широк општествен и политички консензус. Промените кои што владата ги предложи, а парламентот има право и обврске да ги разгледува и да оцени дали ќе оди длабоко во трите фази од измената на Уставот, се потреби кои што се однесуваат на прашања за целокупниот систем на функционирање на Република Македонија и се прашања кои што се од интерес на сите граѓани на Република Македонија без разлика на нивната етничка, верска, политичка или партиска припадност. Јас би бил исклучително задоволен и горд на Собранието на Република Македонија доколку Собранието влезе во длабока содржинска расправа за секоја од точките поотделно. Оние што сте поискусни пратеници, знаете дека деловникот на Собранието на Република Македонија предвидува доста долга и доста широка динамика на работа по однос на измени на Уставот. Да не бидам досаден, но заради одредени нејасноти би сакал да посочам дека следната фаза, после поминување на денешната фаза, следната фаза е разгледување на нацрт амандманите, кои што ќе се разгледуваат и на седница на Собрание, но ќе се разгледуваат и на Законодавно-правна комисија и на Комисија за уставни прашања, и тоа секој од нив поотделно, заедно со задолжителна јавна расправа во која што секако ќе бидат вклучени и ќе бидат повикани да се вклучат експерти од сите области за кои што ние денеска би требало да дадеме виза да отидеме во следните чекори. Тука секако ќе бидат повикани и поканети експерти од правната област, од судската фела, експерти од социјалното право, од фамилиарното право, експерти од финансиската област и секој ќе може да допринесе и да го даде своето мислење по однос на овие прашања. Исто така, третата фаза која што подразбира конечната верзија, односно предлог амандманите на Уставот, предвидува посебна постапка за секој од амандманите со можност за амандманско интервенирање на секој од пратениците на владата или на надлежните предлагачи. Тоа значи дека постапката за измена на Уставот е толку долга и толку широка што секако дека ќе има можност да се чуе сечие мислење и да се анализира секоја препорака и секој предлог. Она што денеска го имаме како иницијатива од страна на владата е практично само најава за кои области и за кои теми владата сака да се отвори оваа расправа во Собранието на Република Македонија. Затоа стравовите кои што ги слушнавме овие денови, мислам дека се не до крај издржани, заради тоа што низ постапката ќе имаме можност да чуеме десетици и стотици различни мислења и конечно како собрание да донесеме финалната одлука што треба да постапиме. Затоа јас и вчера и денеска повикувам на расправа за содржината на секој од предлозите. Можеме да зборуваме малце повеќе и од позиција на политиканти, но мислам дека е поодговорно да зборуваме од позиција на одговорни политичари. Сепак, измената на Уставот значи етаблирање на уставен поредок и тука имаме навистина сериозна одговорност. Јас би сакал во оваа прилика да ги повикам оние пратеници кои што не доаѓаат на работа во Собрание, а имаат добиено мандат од граѓаните на Република Македонија, да ја прифатат личната одговорност дека во еден ваков клучен момент
кога разговараме за уставното уредување на Република Македонија, тие својата партија и своите лични интереси ги ставаат на приоритетно место. Тоа е недозволиво. Во овој момент државните интереси, сериозната дебата, дури некогаш и намерното контрирање и критикување е подобро за државата и е државен интерес отколку личната или партиската агенда која што ја тераат пратениците кои што не доаѓаат на работа во собранието на Република Македонија. Седам дека одговорно би било од нив да се вклучат во оваа расправа, во оваа фаза, во втората фаза или во третата фаза од измените на Уставот. Исто така би сакал да го кажам моето мислење, дека еве после едно повеќе годишно искуство и после увидени препораки од страна на меѓународните релевантни институции, доаѓаме до еден релативно значаен број на уставни измени за кои што цениме дека треба да го подобриме Уставот на Република Македонија. Ако навлеземе во содржинска расправа за овие прашања, покрај неколкуте дилеми кои што денеска и вчера беа наметнати, генерално моето мислење е дека нема голема разлика помеѓу ниту еден пратеник во собранието на Република Македонија. Зошто? Заради тоа што се теми кои што се врз база на препораки на Греко, врз база на препораки на Совет на Европа, врз база на увидени забелешки во извештаите на Европската Унија, или се, од друг аспект, врз база на јавни дебати во Република Македонија, констатирани како потреба од сите, и она прашање за бракот, кое што е врз база на традиционалните вредности, кои што во Република Македонија како такви се еквивалентни и еднакви за сите етнички и религиозни заедници во Република Македонија. Затоа апелирам да ги разгледуваме прашањата без да ги условуваме со други прашања. Јас и вчера потенцирав, и денеска ќе потенцирам. Ние имаме разбирање дека секоја политичка партија во Република Македонија има собствена визија како државата треба да се развива. Но патеката по која што ќе се развива државата треба да е плод на еден широк консензус овде во собранието. Во момент кога ќе може да се постигнуваат консензуси како за овие прашања, треба да се прават чекорите понатаму. Но никогаш не треба развојот и надградбата на уставниот и на законскиот систем во Република Македонија да ги условуваме со други прашања, заради тоа што така свесно го кочиме развојот на државата и подобрувањето во различни сфери од функционирањето на систем. Би сакал да се осврнам на неколку од измените кои што ги предлагаат. Јас би почнал од тоа кое што најмалку се споменува, а тоа е воведувањето на Државниот завод за ревизија како уставна категорија, внесувањето на Државниот завод за ревизија во Уставот, и сметам дека тоа е многу одговорен предлог од страна на владата, заради тоа што тоа како препорака, веќе споменав, доаѓало од многу релевантни институции, чија интенција е Државниот завод за ревизија да има дополнително зајакната независност во системот на функционирање во Република Македонија. Ова е одговорен исчекор, кој што заради тоа што другиве теми ни се позвучни и поинтересни за расправа, некако како да не го забележуваме, но затоа почнувам од него, заради тоа што тоа ќе значи дополнително ослободување на Државниот завод за ревизија уште посилно и уште постабилно да ги наблюдува процесите на трошење на средствата собрани од граѓаните кои што се наменети за јавни интереси. Тоа ќе значи дополнителна одговорност во работата на сите институции кои што се финансираат преку буџетот на државата, преку буџетот на локалните самоуправи или во форма на фондови, агенции или јавни предпријатија. Воведувањето на уставната жалба исто така е предмет кој што треба да биде поздравен. Тоа значи дека Република Македонија ќе воведе еден нов модел на заштита на индивидуалните човекови права, кој што, да подсетам,
во Уставот на Република Македонија го зафаќаат токму почетниот дел од Уставот. Значи, тие се дел од првите 50 на членови на Уставот се однесуваат токму на човековите и граѓанските права во Република Македонија. Во Уставот во член 50 и во член 110, во онаа форма во која што сега имаме, има најава дека Уставниот суд е надлежен за заштита на човековите права, но нема регулација која што му дозволува на Уставниот суд да решава по уставна жалба која што би се однесувало или би била изјавена по однос на индивидуални прекршувања на човековите права. И затоа сметам дека оваа надградба содржински никој не би ја оспори. Ни тие што се присутни во салата, ни тие што се одсутни од салата. Но се релевантни и значајни дилемите кои што беа наметнати вчера на комисија, па и денеска на седницата на собрание од претходните двајца дискутанти, кои што говорат на потреба од прецизирање каков обем, која динамика и услови кои што Уставниот суд ги има во предпоставена вредност на барања од граѓаните. Јас ги разгледував барањата кои што до судот во Страсбург. Тие генерално годишно се движат од 130 до 600. И како обем, ако предпоставиме дека би дошле во работата на Уставниот суд, може да не представуваат тегоба, но може би и ќе представуваат тегоба во делот на логистиката. И затоа, мило ми е што е министерот за правда денеска присутен, заради тоа што делот ова за кое што зборувам, веројатно ќе подразбира и законска регулација, не само уставна регулација, но добро е да се има во предвид и да се утврдат, било дали ќе оди по систем на приоритизација, по систем на прецизно утврдување, кои области Уставниот суд ќе има право да ги разгледува по предмет на уставна жалба, динамика, логистика, капацитет на Уставниот суд и така натака. Но генерално ова е исто така одличен предлог кој што денеска го разгледувам. Составот на Републичкиот судски совет е прашање кое што секогаш побудува интерес. И во 2005 кога се правени првите уставни измени, за кои што би сакала да подсетам тогашната опозициона ВМРО-ДПМН имаше сериозни забелешки, зошто се внесува министерот за правда и други некои значајни функционери во Република Македонија, но тогашното мнозинство одлучи дека така треба да биде. Веројатно и тоа било плод на некој широк консензус, плод на широка расправа. Се сеќавам дека тогаш имаше исто така дискутанти од владиното мнозинство кои што наметнуваа дилема по однос на ова прашање, но добро е што со текот на годините се увидуваат проблемите во функционирањето на Републичкиот судски совет и ова не е прва измена која што ја правиме, да ги подсетам оние кои што заборавиле. Нели имаше одземање на правото на глас на министерот за правда, кој што сега последниве 2 години практично и нема право да одлучува за постапките на во Републичкиот судски совет, но ова е уште еден исчекор дека сензибилирано е општеството околу функцијата и работата на Републичкиот судски совет. И јас искрено ова го гледам како уште еден чекор од низата на чекори кои што досега сме ги направиле или ќе треба да ги направиме во иднина. Дилемите дали треба да се зголеми бројот на суди се легитимни. Ако го погледнеме компаративното право во Европската Унија, ќе видиме дека Република Македонија е во првите 5 држави каде што самостојноста на судиите, бар во оваа смисла на конституирање на Републичкиот судски совет на највисоко ниво. Има држави членки на Европската Унија каде што председателот на државата избира суди, каде што министерот за правда избира и разрешува суди, министерски совет, тела формирани од парламентите, но во целост назначени од парламентите и така натака и така натака. Ние треба да ги разгледуваме во континуитет овие прашања, исто како што досега сме донеле многу закони за реформи во судската сфера, многу строги критериуми за напредување, многу строги критериуми за избор на суди, многу прецизни правила за бодирање на квалитетот на работа на судиите. И во целиот тој пакет на динамика, исто така го поздравувам овој предлог, но го гледам како еден од чекорите кои што треба да биде врзно ткиво и за следни чекори кои што треба да одат во смисла на
понатамошно подобрување и стандардизација на работата на судскиот систем во Република Македонија. Жалбата до Уставниот суд по однос на одлуките на Републичкиот судски совет или Советот на јавни обвинители, само кратко ќе ја искоментирам. Со досегашното работење на Републичкиот судски совет и Советот на јавни обвинители увидено е дека после нивните одлуки нема втор степен, нема можност за жалба, а ние во Уставот на Република Македонија во членот 15 гарантираме второстепено одлучување по одлука на било која институција државна во Република Македонија. Така да, ова е увиден проблем, увидена грешка во уставното уредување, интервенцијата од владата е апсолутно во согласност со Уставот на Република Македонија и наметнува дополнителен стандард и веројатно и дополнителен притисок врз Републичкиот судски совет и врз Советот на јавни обвинители во смисла на квалитетот на нивната работа. Но нешто слично како уставната жалба, така и ова е елемент кој што го имаме во Уставот, но го немаме разработен. За буџетскиот дефицит и јавниот долг би сакал да подсетам дека ако нешто, односно некоја тема со која што се занимавало Собранието на Република Македонија во минатите 3-4 години беше токму темата на дефицитот и токму темата на јавниот долг. Значи, 70% од критиките спрема претходната влада, кои што доаѓаат од опозицијата или од експертите, доаѓаат токму на таа тема. Доаѓа на тема дали се прекршува дефицитот, односно се надминува, и дали Република Македонија се задолжува непотребно многу, или тоа ниво на задолжување е во рамките на она што и меѓународните финансиски институции го кажуваат, а тоа значи Република Македонија дека е ниско задолжена земја со во моментот јавен долг од 33 до 34% од бруто домашниот производ. Тоа е флуктуирачка бројка која што има повеќе репери, но тоа е нивото кое што го имаме во овој момент. Ние многу години се обидувавме преку дискусии, дебати овде на Комисија за финансирање и буџет да покажеме дека тоа што го работиме е различен модел на управување со фискалните правила и фискалните средства во Република Македонија во смисла на намалување даноци, наметнување на дисциплина, барање на ефтино финансирање и предвремена отплата на финансирањето меѓународно, односно надворешно, кое што било скапо, и таа динамика била многу брза. Затоа предизвика забуна и нејасноти кај дел од јавноста и отвори простор за критика од страна на опозицијата. Но со овој чекор ние покажуваме дека сме увиделе таа јавна расправа, таа наметната дилема, и заради тоа што никогаш нити сме имале, нити имаме, нити ќе си дозволиме да имаме намера да водиме штетна економска политика и фискална политика и политика на задолжување спрема интересите на Република Македонија, ние, ова мнозинство, сме тие кои што предлагаме уставни правила во однос на оваа тема. Уставното правило за буџетски дефицит од 3%, кој што е во согласност со Мастришкиот договор од 1992 година и со фискалниот пакет од 2012 година и кој што како правило е внесен во уставите на повеќе држави членки на Европската Унија, како што се Германија, Словенија, Шпанија, Австрија, Полска, Унгарија, но и нивото на максимално задолжување кое што може да се го дозволи Република Македонија. Вчера имаше добри дискусии по оваа тема на Комисијата за уставни прашања, само би кажал дека ова не значи намера на владеачкото мнозинство да изгласа закони за задолжување до 60%. Не, ова е препорака за сите следни влади, но не само и препорака, туку и уставна одговорност да не смеат да ја задолжат во нормални услови на функционирање на државата повеќе од 60% на бруто домашниот производ. И добро е тоа што ова го правиме денес, кога Република Македонија има 33-34% задолженост, а не го правиме како некои од државите од кои што поминале над 100%, 120%, 140% или повеќе од задолженоста мерена со бруто домашниот производ. И ценам дека јавноста ќе знае да го
оправда овој саморегулирачки чекор од страна на владата и од страна на Собранието на Република Македонија. За финансиските зони го поздравувам моментот на потенцирање од страна на министерот, каде што беше искажано дека ќе биде предмет на регулација по највисоки меѓународни стандарди, и ако биде така, немам причина да се сомневам дека ќе биде така, тоа ќе го видиме ние во нацрт амандманите, секако поддршката од мнозинството во ова собрание ќе биде и за овој предмет. Но релевантни се дебатите кои што беа отворени од една страна, од друга страна јас верувам во намерата и на министерот за правда и на министерот за финансии, на сите министри од економската фела, гледајќи колку внимателно се однесуваме спрема инвеститорите и спрема квалитетот на инвеститорите во Република Македонија, гледајќи дека многу звучни и одговорни компании веќе влегоа во Македонија со своји инвестиции, знам дека Република Македонија нема да се коцка со својот веќе стекнат кредибилитет на меѓународна сцена за држава каде што е добро да се инвестира и да се отвараат нови работни места. Секако регулацијата на надлежност и по однос на финансиското право, но и по однос на кривичното право ќе е предмет за кое што очекувам да расправаме во втората фаза од донесување на измените на Уставот. По однос на прашањето за бракот, би сакал неколку работи да споменам. Прво, постои широк општествен консензус. Второ, постои широк политички консензус. Трето, постои широк граѓански консензус. Над 90-95% од граѓаните на Република Македонија во овој момент ценат дека бракот треба да биде заедница помеѓу еден маж и една жена. Постојат и други мислења, но 90-95% од граѓаните мислат вака. И тоа ова е тема за која што нема етничка поделба и нема верска поделба. Сите еднакво мислиме, но тоа е плод на традицијата која што ја носиме и која што треба да ја негуваме и треба да ја почитуваме. Европа не е пакет на либерални вредности. Европа е шаренило од вредности. Значи, во Европа има и либерални движења, но има и конзервативни движења. Има прогресивни, но има и традиционални движења. Влезот на Македонија во Европската унија и чекорењето на Македонија кон Европската унија не значи откажување од нашите традиции, не значи откажување од нашите вредности, кои што се семејни, кои што се врз база на бракот, кои што се врз база на верските вредности, врз база на соживотот во Македонија и така натака. Затоа, ценам дека регулацијата на ова прашање во Уставот ќе значи гаранција дека, за да се промени ова прашање, нема да треба мал консензус, туку повторно ќе треба голем консензус. Може би по 20, 30, 40 години. Во Македонија во мнозинство ќе бидат граѓаните кои што ќе размислуваат различно, но заради сензибилитетот на ова прашање, тие што ќе размислуваат различно од нас денеска, ќе треба исто така да обезбедат широк општествен, верски и етнички консензус. Ако се случи тоа некогаш во Македонија, нека им е со среќа на тие идни генерации, но во овој момент овие генерации врз база на овие вредности, врз база на овие религиски традиции, ценат дека ова прашање треба вака да биде регулирано. И по однос на прашањето за Народна банка, сосема накратко, за мнозинството во собранието е доволно објаснувањето од страна на министерот и доволно е информацијата која што гувернерот на Народната банка на Македонија ја кажа пред неколку дена дека ова нема да значи финансиски импликации, дека замената на банкнотите ќе оди во нормална фаза, кога ќе има потреба да се пуштаат, значи да се повлекуваат заради истрошеност одреден број на банкноти, ќе бидат заменети со новиот назив, исто како и да подсетам кога имаше замена на гувернерите, оној првиот гувернер Борко Станоевски, кога заминуваше, имаше банкноти со неговиот подпис уште 4, 5, 6 години. Значи, тоа е сосема небитен елемент. Доволна е гаранцијата дека со оваа уставна измена ние нема да направиме фискални или финансиски оптеретувања на системот. Затоа, уште еднаш го повторувам апелот, многу интересни теми имаме за разгледување, носиме огромна одговорност, упатувам апел до пратениците
да расправаме за содржината на овие значајни уставни измени и уште еднаш упатувам апел до пратениците кои што добиле одговорност од граѓаните да бидат овде, да го разберат овој момент дека ова е прашање од државен интерес, а личните и партиските интереси може да се стават по настрана и може да бидат предмет на некои понатамошни обсервации. Ви благодарам. Благодарам.